Представници на медиумите, почитувани новинари, благодарам што сте со нас. Почитувам председателе Джукановиќ, почитувам председателе Вучиќ, почитувам премиер Рама. Прво, дозволете да го споделам задоволството што навистина последните 3-4 месеци дефинитивно уште по неколку пати веќе кратно покажуваме дека ова е нов Балкан, Балкан на 21 век, во кој што седиме и разговараме и сакаме да направиме многу повеќе од тоа што досега сме го правеле. Се разбира, во оваа прилика сакам и формално да изразам благодарност до премиерот Рама да ја организира токму оваа средба. Утрово го посетивме Драч и јас сум се уште под емоциите од трагите на уништувачката катастрофа што му се случи на тој град, но секако и на Албанија. Искрено се надевам дека помошта што речиси веднаш пристигна од соседите од меѓународната заедница барем за малку ќе облажи болката и последиците. Како најблиски соседи ќе продолжиме и понатаму да помагаме и ја користам приликата до сите граѓани од мојата земја, до сите бизнисмени кои што работат во Република Северна Македонија, домашни или странски, да продолжат заедно со нас државните институции во делот на солидарноста, затоа што навистина тоа е токму и едниот важен сегмент и на оваа регионална соработка која што ја презентираме. Сакам да тука да напоменам дека на следната средба, веројатно во Белград, почетокот на февруари, нашите служби за дирекциите за заштита и спасување ќе ги потпишат протоколите кои што ќе дадат заедничка можност за сериозен брз активацијски процес за да се најдат на сите земји овде во регионот, се со конечна цел да покажеме уште поголеми ефекти на солидарноста, помагањето и соработката, од кој што бенефит ќе имат сите наши граѓани. Накратко, што постигнавме и што очекуваме да постигнеме. Навистина, после состаноците во Нови Сад, во Охрид, еве едно резиме, правиме и денеска овде во Тирана. 24 часовната соработка која што поставивме со Србија веќе ги дава првите резултати. Очекуваме да се постави вагата, да се продолжат лентите дополнително и тоа секако ќе го почувствуваат уште повеќе и граѓаните и транспортерите кои што се на границата Табановци-Прешево. Она кое што навистина го покажавме како пример од Охрид до сега, еве за 4 седмици ги потпишавме договорите на граничниот премин Лојан-Емиратовац, која што дефинитивно е сериозна работа и покажува сериозен ефект кога од врвот ќе се пуштиме заедно, еве претседателот Вучиќ и премиерот Заев да може да воспостават преку нашите институции директно, практично спроведување на дело, нешто кое што конкретно, кое што придобивка за граѓаните и на Србија и на Република Северна Македонија, но во конкретниот случај преку 95% за албанците и од Србија и од Република Северна Македонија. Ова го испрегам како апел дека придобивки има големи и треба навистина да влеземе сите од целиот регион Западен Балкан 6. Во февруари на состанокот во Белград верувам дека царинските дирекции на Северна Македонија и на Албанија ќе го потпишат договорот за One Stop Shop за граничниот премин Ќапасан. Тоа е нашата следна цел, како што тоа веќе функционира помеѓу Србија и Република Северна Македонија на Табановце. Главна цел на овие One Stop Shop, односно гранични контроли со едно застанување, наскоро да станат Non-Stop Shop, односно да нема повеќе и застанувања. Тоа се нашите таргети кои што ги поставуваме пред нас. Секако, спомна председателот Вучиќ, воведувањето на безхартиниот систем, кој што имат конечна цел нашите царински испостави и другите агенции да го воспостават, е една цел која што е представена пред нас. Неодамнешните одлуки донесени во рамките на ЦЕФТА за време на председателството на Албанија, особено одлуката за автоматското признавање на овластените економски оператори, е навистина нешто важно кое што мораме и треба да го истакнеме. Секако решивме од февруари да потпишеме и заеднички меморандум за движење на листа со лична карта и унифицирање на процедурите за работните дозволи на сите граѓани во регионот. Односно го презимаме софтверскиот систем од Србија и ние во Република Северна Македонија и во Албанија, каде што со мечирањето директно на нашите Министерства за внатрешни работи, царинските испостави и слично, како што рече председателот Вучиќ, ќе имаме можност да граѓаните од Република Северна Македонија и Албанија директно преку ваквиот софтверски систем тоа да го најават и веднаш не им требат процедурите за вадење работни дозволи, работни визи
и сите други процедури, односно ќе може да се вработуваат, односно и обострано во сите земји со едноставно само прикажување и навремено најавување на тие документи. Значајно е што планот на Европската банка за обнова и развој на нивниот февруарски самит, кој што е планиран во енергетската конференција да се одржи токму во Подгорица, е значајна работа во областа на енергетиката. Сакам да знаете дека разговаравме за создавањето на можности да било кој жител, граѓанин од светот, дали е тоа од Европа, Азија, Америка, Австралија, влезе во овој регион, не знам, преку границата од грчка страна, или од Унгарија, или од Хрватска, или било каде, повеќе не му треба дополнителни документации и визи, која ќе патува низ целиот овој наш регион. Тоа е една цел која што поставивме пред нас. Еве да изберам еден дел од граѓани, например граѓани на Кина, ако слетеа на аеродромот во Белград, ќе може слободно, без било каква документација да влезе во сите 6 земји во самиот регион. Она кое што исто така е значајно, кое што во овој период треба да го повториме, е конечно дека Албанија и Република Северна Македонија очекуваат позитивни пораки во оваа пролет, затоа што ова што го правиме овде е навистина CEFTA плюс, е навистина RCC плюс, навистина е Рајко плюс, навистина Берлински процес плюс. Нешто што можеме да направиме плюс сами, вака здружени, и верувам дека тоа нашите граѓани ќе го почувствуват и верувам дека и европските партнери ќе му дадат дополнителна важност. Зашто ја користам приликата навистина да се заблагодарам на директорката за Западен Балкан од Европската комисија која што е денеска со нас, да се заблагодарам на Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка, Светската банка која што работеше со нас, секако и Мајлинда од регионалниот центар за соработка која што беа заедно со нас. Сето тоа потврдува дека сме навистина сите фокусирани на нашиот пат до европска интеграција, но можеме да направиме плюс. Тоа што е задача за сите. Следниот состанок, како што реков, е како последен што се обраќам, е планирано да биде во Белград. Ќе одреди председателот Вучич, која ќе биде точната дата и тие тоа ќе го соопштат. После тоа очекуваме, еве јас се согласувам како што не повика и председателот Мило Џукановиќ, да биде тоа во Подгорица, ќе ни биде драго да бидеме присутни таму. Се надевам дека тоа може да продолжи, зошто не, во Сараево, во Приштина. Таман да дојде мај, кога ќе бидат завршени изборите во Северна Македонија, за да бидеме ние повторно домаќини. Ви благодарам на сите за присуство.